за македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков и Лазар Темелков. Почитувани слушатели, добро вечер и добро дојдовте на брановите на Радио Слободна Македонија во уште едно ново издание на емисијата за македонските работи, која секоја недела се разбира во ист термин ги обработува актуелните дневни политички настани на македонската плуралистичка политичка сцена. Овој пат во нешто изменето издание, имено од оправдани причини вечерава во студиото ќе дебатирам, анализирам и коментирам сам во отсуство на постојаниот соработник, уредник и водител колегата Лазар Темелковски, Лазар Темелков, кој се разбира во најблиска иднина повторно го очекуваме да ни се придржи во студиото. Овој пат има повеќе теми за кои што ќе зборуваме, а за самиот почеток со најава да ви презентирам што ќе биде тема или сиже на мојата елаборација. Почитувани, несумнено дека во фокусот на интересирањето на македонската јавност во текот на седмицата што измина беше мега скандалот насловен како фабрика за афери, во кое што покрај останатото полицијата по налог на јавното обвинителство заплени десетица илјади приватни, нелегитимно, незаконски прислушкувани телефонски разговори од оние кои што Зоран Заев досега требаше, но не или според пржинскиот договор кој го обврзува, мораше да ги предаде на специјалното јавно обвинителство. И во врвоста на Заев и генералниот секретар на СДСМ Оливер Спасовски, кој наедно е и технички министер во Министерството за внатрешни работи, е повеќе очигледно и доколку се суди според фотографиите и изјавите на челниците на СДСМ на кои истите се сликани, а во интервјуто на една државна телевизија и го призна тоа нешто, би рекол дека на запропастување на целата македонска јавност се навестува еден вид скандал. Но како што најав, затоа потоа. Во текот на емисијата ќе зборуваме и за останатите запленети материјали на кај пријателите на Заев и на господинот Спасовски, тоест за фалсификуваните лични карти, потоа за 80-ната пронајдени панцири во истата куќа, 30 килограми дрога, оружје и така натаму и така натаму. Во овој случај оправдано се поставува едно мощно принципиелно прашање, барем јас си го поставувам и ми се наметнува на што асоцира се тоа. За каква група или групација станува збор? Терористи, криминалци, дилери на дрога, банда разбойници? Ќе зборуваме, тоа со право ќе се навратиме и поцелосно ќе се осврнеме на непредавањето и на снимените разговори на Катица Јанева. Имено во контекст на очајничките напори на СДСМ да се ублажат последиците од оваа афера и мега скандал, досега невидена македонската политичка сцена се оди од грешка во грешка. Постојат ли вистински причини за тоа? Повторно уште едно прашање на кое што ќе дадеме или ќе се обидеме да дадеме одговор. Заев не ги предава снимките во специјалното обвинителство или пак се поставува едно ново прашање кое што деновиве почна да се разоткрива, да се дава јасен и на моменти очекуван одговор, зошто Катица Јанева не го пресилува по слово на законот да го стори тоа нешто. Како што и сами знаете, дека веќе и јавноста почна не да шпекулира, току јавно да зборува дека Катица Јанева е на брановата должина на СДСМ на господинот Зоран Заев. Мощно и интересно ќе биде да проговориме и за евидентното молчење на приврзениците на Бранковата струја во СДСМ. Логично прашање, зошто? Зошто Бранко Црвенковски дозволува некој да го руши СДСМ со некои си, според мене, се зимам за право да кажам, дилетантски потези, постапки кои што се несвојствени во политичкиот живот? Зошто едноставно дозволува гасење на партија, чие што е основоположник самиот тој? Каде е тука останатата интелигенција на СДСМ? Која е сегашната улога, да кажеме, на Радмила Шекеринска, вечниот функционер за се и секого во СДСМ? Но да се вратиме на финалето, на мега скандалот со лични карти. Кој ќе биде следниот потек, да речеме, на Заев, Спасовски и бранковистите на членството? Еден пријател неслучајно во еден неврза разговор ме праша: "Што мислиш, докторе, ќе има ли сеча на кнезови во таборот на СДСМ?" Но тука јас додавам дека голема одговорност треба да преземат и новинарите кои што знаеле за фабриката на афери.
И на крај, оправдано и очекувано ќе отстапиме простор и за реагирањето на меѓународниот фактор, тоеш официјалните представници, да кажеме од општина во Република Македонија, амбасадорот на Европската унија во Република Македонија, останатиот дипломатски кор. Или вака симптоматично ли е тоа што Јанева побрза да отиде во Белград со дипломатите на ручек, кое што во наши услови тоа не е својствено. Замислите јавни обвинители да одат со дипломати на ручеци, а особено па несвојствено за еден водач или председател на специјалното јавно обвинителство. Но сепак, тука предлагам да направиме еден мал одмор, една куса пауза, а веднаш потоа по рекламниот блок се враќаме повторно во студиото. Почитувани, еве, по една куса пауза, повторно се враќаме во студиото на Радио Слободна Македонија. Вие ја следите емисијата за македонските работи, а јас сум Јордан Пачков, водител и уредник на ова емисија, која што секоја недела повторно на брановите на ова реномирана куќа всушност се занимава со анализа или со толкување на сите дневно-политички настани кои што го обременуваат македонското политичко милје, ако може така да се каже. Во најавата рековме дека она што се случи и што го задржа фокусот на целата македонска јавност, па морам да признам и пошироко, затоа што веќе се добиваат информации дека и во земјите во окружување се следи со голем интерес се што ќе се изроди од мега скандалот, наречен фабрика за афери или работилница за афери, како сакате, всушност се подкрепени со неколку факти, чинители кои што не може да се одбегнат. Тоа е, фолдерот бил креиран во септември 2015 година, значи после подпишувањето на договорот од Пржина. Исто така постојат индикации дека имало намера истите да бидат продадени и во други држави. Се шпекулира на Косово биле заинтересирани некои од командантите на УЧК и така натаму, а земајќи во обзир дека скоро преку етарот се огласи и лицето кое што всушност органите за прогон го бркаат поради некои негови активности кои што се косат со државата, всушност станува збор за така наречениот новинар Зоран Божиновски, кој што се крие во Србија, се огласи преку етерот кој што рече дека веќе му биле доставени дел од незаконските снимени разговори. Знаете за кој станува збор, тоа е Зоран Божиновски од Куманово, морам да кажам, кој што во моментот е баран по потерница поради случајот шпион. Исто така, многу карактеристично во ова мега афера, кој што многумина се обида уште на старт, не да ја облажат, туку едноставно да ја негираат, се и интензивната комуникација која што ја имале заедно Заев и прво обвинетиот, ако не се лашам, во мега аферата фабрики за афери, а тоа е така наречениот Чауш, кои што имале средби и тоа во средиштето на партијата во период кој што кога се среќавале, тој ист период се поклопува и со периодот на еметување на бомбите. И затоа Заев не го почитува договорот од Прштино. Зошто? Затоа што всушност на ваквиот начин на неговото водење политики се вклопува во една во нешто што ќе се изроди, а тоа е на 24 април 2016 година, со обид да се пролонгираат, или поточно речено едноставно да не се изведат закажаните парламентарни избори. Се гледа и лагата и абсурдноста на неговите образложенија дека само Заев знаел колку било тешко 11 месеци, замислете, да се чуваат материјалите. И тоа и фактот дека само Заев можел да гарантира за нивната безбедност. Во една прилика реков, а тоа беше потврдено и од повеќе политичари во јавност, кои што преку пишаните медиуми, преку електронските медиуми го кажаат тој факт, дека ја потврдиат тезата со која што излезе и премиерот на Република Македонија, господинот Никола Груевски, дека не може, нити постои можност приватно да бидат заштитени тие материјали подобро, отколку тоа не се направи во институциите.
Затоа се потребни, да кажеме, потребен еден сеф, потребна е просторија во која што истите ќе бидат сместени и 24 часовно обезбедување. Дали тоа ќе биде од некои припадници на Министерството за внатрешна работа, полицајци и така натаму, во секој случај гаранцијата за нивното понатамошно отуѓување е загарантирана. Сепак, јас мислам дека ЗАЕФ е соочен веќе со лошиот рейтинг, кој што го има и недовербата од страна на граѓаните. Неговата крајна цел е да се одложат изборите, како што реков, затоа што индици за такво нешто постојат и понатаму, затоа што се сомнителни. Ќе си земам за право да кажам, неговите излети во Србија, најверојатно контактите со Божиновски, сега не ме земајте за збор, но во секој случај имам право да ја прифатам оваа шпекулација и како веродостојна. И кои контакти со Божиновски иделе можеби и преку едно лице кое што е директор на Паркинзи во општина Центар, во чие што предпријатие па сега се надоврзува мозаикот, работи жената на првосомничинот Захир Бехири, наречен Чауш. Но, идеме понатаму. Рековме дека Оливер Спасовски бил во директна и интензивна комуникација со фалсификаторите и тоа не може да го порече, земајќи во обзир дека, како што самиот рече, дека тој комуницира со сите, таква му е позицијата, а сега не само како позиција како генерален секретар на СДСМ, туку уште поголемата, која што ја доби со неговото внесување во владата на Никола Груевски како министер, технички министер во Министерството за внатрешни работи. Дека Оливер Спасовски бил во директна комуникација со првосомничениот во аферата, потенцира, поточно речено, најдобро зборуваат и фотографиите кои што ги преплавија социјалните мрежи пред се во Република Македонија и кои што направија атмосфера на дискусија во која што не сакаме да се изразат шпекулации, но кои што одат во прилог дека е како министер за внатрешни работи е инволвиран во ваквото нешто. Потоа, Спасовски, самата негова изјава, ако се сеќавате, почитувани слушатели, кој вереше дека не треба да се брза со истрагата, туку напротив, треба да имаме една квалитетна истрага која што ќе покаже кој тоа го направил, зошто го направил, дали го направил по нечија наредба и зошто всушност фалсификуваните лични карти ќе бидат користени. Иако мора да се признае дека се повржуваат овие фалсификувани лични карти и со фалсификуваните пасожи, ако се сеќавате, кои што беа искористени како адут кој што ги искористи опозицијата да фрла со дрва и камења по актуелната власт, од причина дека тоа биле штанцани пасоши со кои што всушност жителите на Пустец доаѓале и нелегитимно гласале во Република Македонија. Но, земајќи во обзир дека Спасовски комуницирал со лице по кое што е распишена потерница од позиција на прв човек на МВР, е скандал сам по себе и постои морална и кривична одговорност и се надевам јас, земајќи во обзир дека добро го познавам. Оливер Спасовски е од мојот град, со кој што сме контактирале и како политички опоненти, како политичари, како пред се луѓе кои што сме се наоѓале на заеднички да не кажам собири и така натаму, знам дека ќе има доблест да излезе пред јавноста и да ја каже вистината. Не е вистината за Македонија што тие пропагираат, туку едноставно да ја каже вистината, што е все вистина во овој мега скандал кој што уште долго време ќе, да не кажам, дрма, но туку едноставно ќе биде во фокусот на интересот на македонската јавност. Рековме дека ќе позборуваме и за тоа зошто СДСМ не ги предава снимките на Катица Јанева. Има многу одговори на оваа прашање зошто не ги одговори, иако по слово на законот тој веќе мораше да го направи, ако не друго според Пржинскиот договор, во кој што заклучок беше покрај враќањето на членовите или поточно речено на избраните делегати, пратеници во собранието на Република Македонија да ги заземат конечно своите места во пратеничките клупи и наедно и истите материјали кои што се незаконско стекнати да бидат доставени до јавното обвинителство на Република Македонија.
Изговорот беше треба да се формира специјално јавно обвинителство. Еве, јас ќе посетам дека тоа пред 3,5-4 месеци беше формирано, но овие материјали се уште не се предадени. До 30 ноември му беше пролонгиран датумот, или поточно речено од страна на обвинителството, од страна на јавното обвинителство на Република Македонија, специјалното јавно обвинителство на Република Македонија. Зоран Заев го прекрши и овој датум, поточно речено, ако земеме во обзир дека денеска сме 27 декември, скоро месец денови по она што не го направи, по она што всушност представува само долевање на капката на прелевање на чашата, во политички жаргон Зоран Заев се поигрува со институциите и ги на некој си начин и омалважува. И покрај неговите изјави дека е доследен на сето она што го рекол, дека ќе го оствари и така натаму и така натаму. Но мене ме зачудува една друга работа. Зошто Јанева не ги бара, подолго време вствари не ги бараше овие материјали од страна на СДСМ да бидат испорачени. Сите тие незаконски прислушкувани разговори врз кои што ќе се работи во периодот кој што исто така има свој тајминг, каде што по заклучоците во Пржино ќе требаше да се излезе со конечен извештај, обвиненија, како сакате, по кои што понатаму ќе се одвива работите, се со цел да имаме чисти, демократски избори на 24 април 2016 година. Па јас мислам дека и почитувани со оваа тема ќе се навратиме подоцна, но да направиме една куса музичка пауза, затоа што, како што реков, мислата ќе остане. Ова е интересна тема за која што може да се елаборира во текот на целата емисија, но ќе оставиме простор и за останатите во најава настани кои што заслужуваат да бидат споменати во ова издание на емисијата за македонските работи. Почитувани слушатели, еве повторно се враќаме во студиото на Радио Слободна Македонија. Вие сте со доктор Јордан Пачков, водител на емисијата за македонските работи. Реков дека ќе продолжиме онамо кај што застанавме, а тоа е во најава на споменатите настани кои што всушност сите имаат многу допирни точки со мега аферата, со мега скандалот во што ја тресе Република Македонија, а тоа е фабриката за афери или, ако сакате, работелницата за афери, од која што всушност беше обелоденета од страна на органите за прогон. Рековме дека сето ова што се слушува во редовите на СДСМ не во оди прилог на самата СДСМ. И едно логично прашање кое што се наметнува, а тоа е да го поставиме зошто Бранко Црвенковски, како еден иницијатор, еден од неколкумината автентични основачи, ако може така да се каже, на СДСМ, дозволува ваков расплет или на некој си начин ваков крај во неговата партија. Далеко од тоа дека му прогнозирам крај или згаснување на таа партија, ама толку ли е голем неговиот гнев и повредената суетата кон сите овие кои што дојдова после него и се сметат за поголеми папи од папата. Ајде да кажеме, тука се навестуваат и неколку и се наметнуваат неколку парадокси кои што мора да се спомнат и во интерес на вистината да се кажат, затоа што нели елаборираме политички настани и мораме да бидеме сериозни со факти и аргументи кои што се подкрепени на една анализа која што всушност е составен дел од нашето политичко работење. Па еве се зимам за право и да кажам дека само опозицијата, тука ја сметам СДСМ и коалиционите партнери, може да имат еден шеф кој што е амнестиран од корупција. Тоа е Зоран Заев. Вие самите знаете дека токму Бранко Црвенковски го аболицира во времето, односно со аферата Глобал во Струмица. Само Македонија има еден подпредседател на својата партија, кој што скоро 20 години е во врвот на партијата, можеби и повеќе, и кое што доживела многу порази, политички порази, но едноставно поврзаноста на нејзината инволвираност со Сорос фондацијата и понатаму и дипломатите, и дипломатскиот кор понатаму ја оставаат како една главна ведета во политичките игри на СДСМ.
Уште еден парадокс. Само во Македонија и никаде на друго место на Балканот СДСМ има портпарол кој што во некој си случај, морам да признам, користи недоличен вокабулар, навредлив вокабулар за сите тие кои што и го слушаат и што го гледа преку медиумите на начин на обраќање кој што не е својствен, искрено да ви кажам, ни на уличарскиот жаргон. Може би некој ќе се навреди на ова, но всушност една интелектуална личност за како што се смета токму господинот Шилегов од страна на СДСМ треба да се подзамисли дека кроењето или правењето на политичка кариера не се базира токму на вакви ниски поени. Само во Македонија шеф на опозицијата може да прогласи 2/3 од новинари и медиуми, ќе ве молам, електронски медиуми, за најголеми непријатели на својата партија. Значи, во овој случај ВМРО ДПМН не е најголемиот непријател на СДСМ, туку медиумите со пример кој што, искрено да ви кажам, до сега, бар јас немам слушното, нити па знам дека постои пошироко од Балканот, да кажеме, во Европа. Освен кај оние тоталитаристичките земји за кои што нити се тема, нити па сакам да дискутирам. Само кај нас и овде сега во СДСМ се обвинети полицајците од сопствената држава затоа што ја бранеле државата. Пред се алудирам на настаните од 9 и 10 мај. Знаете што се случи во Куманово, или поточно речено во населбата Диво населје, каде што погинаа дури 8 припадници на МВР. Само СДСМ е фатен како печати фалца лични карти и пасоши. Прво со намера да биде истите искористени во некои си правење лажни афери на ВМРО ДПМН со цел да се омаловажат и нејзините челници, ако може така се каже, функционерите, и да ги употребат тие лични карти дури и за избори, за да подосна, доколку ги изгубат, да се каже дека ете, со тие лични карти фактички ги добиле 200.000 граѓани кои што гласале како дојденци, како луѓе кои што се без идентитет и што ли уште не сема да измислат, само да ја оспорат убедливата победа на следните избори. Почитувани, ќе кажеме избор 2 за едно прашање кое што се наметнува, кое што во најавата го спомнав, а тоа какви санкции ќе преземе СДСМ? Или всушност ќе ја продолжи носталгичната борба за повторно после 10 години враќање на политичката сцена, поточно речено на власта, со се цел затоа што секој политички противник се бори токму за оваа привилегија, но дали според ова се што се случува во нивните редови ќе има санкции? Не заради санкции за да бидат дискредитирани поединци и така натаму, туку едноставно да се врати партијата во нормален тек на развивањето. Од која причина? Затоа што народот во Република Македонија покрај добра позиција бара и добра и конкретна опозиција. Дали структурите на СДСМ се само фалсификувачи на лични карти? Треба да се одговори и на прашањето кој ги штампаше бугарските пасоши и швајцарските сметки. Кој во швајцарските сметки тураше несватливо енормни цени по 50 на милиони на поединци, на личности, со што не само ќе се дискредитираат, туку ќе ги ометаат во нивните ангажман, во нивното ангажирање и во нивните активности во предизборието. Покрај аферата со лични карти која ја откри полицијата, оваа група најверојатно стои зад наводната афера со фалсификуваните пасоши за кои што по неколку пати го спомнувам и потенцирам. Затоа што тие пасоши беа причината да имаме вонредни парламентарни избори. Изнудени вонредни парламентарни избори по четврти пат. Од која причина? Тие пасоши беа адутот на опозицијата дека тие 200.000 гласови се всушност фиктивни и дека тие 200.000 гласови всушност му ја донеле победата на ВМРО ДПМН. Но да не забораваме, кај фалсификаторите се пронајдени 80 панцери, 30 кг дрога, оружје, а тоа да потенцирам уште еднаш, се може би некој од пријателите на Оливер Спасовски и на Зоран Заев.
Почитуване, еве тука би завршил со моето елаборирање. Се надевам дека во претходната минутажа успеав да го задржам вашето внимание, земајќи во обзир дека оваа политичка емисија за македонските работи ја има таа улога и поставеност, и да ве поканам наедно да се видиме во веднаш по новогодишните празници со ново издание. Овој пат морам да ги потенцирам и најголемите виновници токму за реализација на ова издание во втората сезона на за македонските работи. Тоа е трговското радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Како уредник и водител во емисијата беше доктор Јордан Пачков, а датумот на емитирањето е денешниот датум, тоа е 27 декември 2015 година. Се слушаме во идната недела. За македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков и Лазар Темелков.